Ево, дека сум сега на обсерваторијата на такулата во Сиднеј. Вчера, кога бевне на тоа беше многу прекрасен дел од активностите овдека во Австралија. Уствари, кога ги гледавме миграцијата на китоите, тоа беше нешто незаборавно. Ја мислам, цел живот ќе се сеќавам на тоа. Инаку, овдека, не знам дали се гледа, сега меѓу зградиве. Сега ќе покушам да зумирам. Уствари, тоа е тоа. Значи, меѓу овие зградиве се гледа таму тие школките од операта. Од него позади ова белава зграда, она му е ова Harbour Bridge. Бевне ние сега од овдека овој залив, овој што вика дека најголемиот и пристапниот, најприступачниот залив, пошто е длабок за големи танкери, за големи бродови, за големи овие што се пловила. Сега онаму, сега не знам дали во далечината се гледа скрос, онаму не излезе на морето. Ова е уствари се вика Тасманскиот залив. Малце погоре од островот Тасманија, само така овој Сио залив така се вика Тасмански. И сега овдека фактички китоите поминуваа во заливов од оздола од Антарктико до нагоре одат до Хаваи, таму до топлите води, и таму се сезоната на парење, на размножување. И после, кој ќе заврши тоа, пак се враќа во Антарктико за хранење, пошто има многу планктони таму. Сега овдека ќе покушаме само да долова атмосферата како е овдека. Не е многу дотерано како на некои други места, например, исто ваму во како се вика во Мелбурн. Обсерваторијата беше така малце поуредена. Еве ги овдека, значи ќе покушам само да прошетам сега да одам на кај страната на кај сонцето. Само за да, што се вика, долова малце од градот. Так. Чекај, да видиме. Значи, како што кажав, обсерваторија не е нешто, мислам така, нешто помпезно, не знам зашто така. Не знам, можда така самата атмосфера, појма немам. Еве, многу заливчина, многу острови, многу убаво. Значи, Сиднеј убав град, многу убаво распореден, секаде има од ова, како се вика, овие островчината и тие сите островчина населени, изградени, така да пријатно е секаде. Онаму малце да зумирам, само да се види. Онаму има висечки мост. Колку многу заливчина, толку островчина. Значи прекрасно нешто. Убав. Мислам дека во Австралија е, мислам од овие два града што ги видов, мислам дека Сиднеј е поубав од Мелбурн. И не само така поубав, туку има што да се види, има така
Не онаму дури различни кули, не онаму во далечината. Значи на други места има, значи не е само во централно подрачје. Добро, поминав сега сонцето, си викам дека ќе може да види подобра сликата. Еве ова долу што е ова градба, мислам дека е ова градската општина или нешто таун хол, нешто така се вика. Мислам, не сум сигурен, онаму има позади ова зградата, ета црква, католички сите се овие, мислам католички, протестантски католички, ама се во готски стил, тоа сакам да кажем. Еве, значи во секој дел од Сиднеј има некој заливче, некој бродове многу така добро се конектирани. Исто во војската веројатно и користи овие заливи. Еве овдека гледам некој многу од овие што се воени бродови горе долу. Ја видено многу пати воени бродови. Еве овдека да видиме пак. Еве од овај дел, еве овде како што кажав, градската куќа, што викаме ние општината. Така. Еве овдека има исто меморијален споменик овдека сега. Гледам пречесто овие што се споменици се претежно направени во арт деко стил. Вака со лакои како масонските ова како се вика како масонските згради. Тие така се направени во арт деко стил, еве го и овој. Ондека шишем меморијален центар. Сега дали овој парк се викаше Хај парк, не сум баш сигурен, ама ете, со меморијалниот центар, исто веројатно за загинатите војници, нешто така. Со езерце. Од ова страна така малце поиќе, така ете стадионите таму, поиќе нешто еве овде што кажав овој паркот што мислам дека е овој како се вика, дека е Хај парк. Дека се вика. Не сум баш сигурен. Еве сенката овдека се гледа сенката на кулата, кај што сне. И таму понатаму е тој споменик на веројатно за загинатите војници. Таму далечината стадионите, Сиднеј се дали. Така и сега пак веќе го завршуваме круго и веќе одиме пак према заливо. Заливо кај што бевме вчера, кај што поминавме. Има некој опција и само да најдам некој пријатно место, еве овдека. Еве, значи, воените бродови вчера кај што поминав не ги снимив, од овде и веќе излезо према отворено море.
таму одма после тоа беше многу интересно. Одма кога излезеш после на отвореното море и одма веќе излегуваш во пресрет на миграционата патека на китовите. Што е вика магистралата на миграцијата на китовите. И так. Добар град, јас себе овој дел е према море, тоа од другата страна е што се вика препон со канали и сите тие работи. Интересно. Дека пак снемува во централниот бизнис дел на градот. И Мосто Парадагаоси заливо за надвор према отвореното море. Многу од овие, кој ќе кажев овде, па индици, колку има ова, па сето е со индици. Цела кула индици. Веќе да... Е так... Многу изда има миграција и одлив. Тие секаде ода, секаде бега и тие многу бега од државата. Ја мислам дека од Индија многу бега. Дека сета раскината од она како се вика религиозни, племенски, и национални, и јазични поделби. Еве, значи од оваа страна онаму овој што е мосто, сега маце ималци е према од Сонцево. Мосто беше одма тука, и ова е позади мосто, сега веќе ова е на страната на кај копното. Е, так. Тоа е тоа.